Да, веќе гледам дека имаме па можам да кажам убава група на учесници кои што се заинтересирани за оваа тема. Здраве, сум Зоран Стојковски од Проефект, но најпрво сакам да ги поканам домаќините, оние кои што се одговорни за организирање на глобалната недела на предприемништво. Симона, повели. Благодарам многу, господин Зоран. Моето име е Симона Чеминска, националниот координатор на глобалната недела на предприемништвото во Македонија. Би сакала да се заблагодарам пред се на вас, господине Зоран, што одлучивте да се вклучите во оваа иницијатива и на овој начин директно го поддржувате екосистемот, а и на сите присутни кои што одвојуваат еден час од нивното време за да ја проследат вашата презентација. Оваа иницијатива или глобална недела на предприемништвото се случува моментално во 180 други земји во светот. Ние сме група од 20.000 партнери кои што организираат над 40.000 активности и обединуваме еден мини екосистем од 10 милиони луѓе на теми од областа на предприемништвото. Домаќин организација на оваа иницијатива во Македонија е Стартап Македонија од 2018 година па наваму и со тоа веруваме дека постигнуваме хармонизирање и обединување на целиот екосистем на разни теми кои што варираат од претприемачко образование до пристап на финансии како денешната тема, до иновации и разни други теми. Да не должам многу, бидејќи денешната тема е навистина интересна, би сакала да го предадам зборот на господин Зоран Стојковски, да ви се заблагодарам на сите, како и да ве поканам да ја погледнете нашата агенда на сите профили на глобалната недела на предприемништвото во Македонија на Facebook, Instagram и LinkedIn. Благодарам многу. Ти благодарам многу, Симона, исто така и колегата кои што мислам ќе бидете тука како поддршка. Драго ми е затоа што јас ја знам глобалната недела од самиот почеток, ја пратам, но ова ми е моје прво учество, особено знам дека голем дел на колеги кои што до сега биле презентери. Јас доаѓам од Проефект и Ново, консалтинг кој што веќе постои 6,5 години, а до сега она што знам да го работам е 25 годишно искуство во различни грант програми. Значи, зборам, сум работел на различни позиции до највисока менеджерска позиција во USAID, во делот на нивни грант програми, водевме програма на Швајцарска агенција за развој и така натаму. И Ново делот не знаат како Проефект, и Ново не го знаат, али во основа многу што поврзано со она што го правиме, помагаме на компании, здруженија, но исто така институции од Република Македонија да добијат финансии од различни грант програми. Значи, ние сме во главном фокусирани на тој сегмент, како да го помогнеме секторот, како да го во делот на тој екосистем на функционирањето предприемнички во Македонија, да направиме пристап до овие фондови кои што многу често велиме дека ние не ги искористуваме. И сега во рамките на она кое што е потенцијалот, и токму и мојата презентација ќе оди во таа насока, најмногу ќе се задржам на она која што е најголемиот грант програма за грантови на Европската унија, значи поврзана со финансирање на иновацијски проекти, но исто така ќе ги представам делумно, ќе ги представам и другите инструменти и програми кои што се во Европа и во светот. Она кое што сакам да го и можам веднаш и да започнам со мојата презентација, она кое што го имаме на располагање како можност за поддршка, ако ја почнав таа мисла, не ја завршив преска, ако за нешто не ги искористуваме средствата кои што ни стојат на располагање, тоа се средствата токму во делот на овој тип на научно-истражувачки, но иновацијски програми. Фрапантни се бројите, ќе ги видите набрзо, али еве од сите оние финансии кои што, да речеме, можности за грант ни стојат на располагање, кои што, да речеме, ова е иначе информација од претходната недела. Проефект организираше 3 дена, се вика Грант предизвик, каде што беше отворено, прилика учествуваа негде 40 на луѓе, значи кои што, бидејќи ние даваме обуки, меѓу другото даваме обуки за изработка на проекти за Хоризонт, и тоа е она што
кое што у основа по што сме познати, дел на нашите колеги со кои што соработуваме исто така изработуваат проекти, вклучително и за овој тип на меѓународни програми за поддршка. Да речеме, во моментот, минатата недела, не е во овој момент, али претпоставувам се нема, значи 640 грант програми само на порталот на Европска унија грантови, ова Funding and Tenders, значи платформата, ако отидете, од кој што ќе видите најмногу се отворени можности за финансирање се токму во делот на Horizon Europe. Horizon Europe е таа рамковна програма на Европската унија за поддршка на научните истражувања и иновации, каде што голем дел од финансиите, значи збориме за милиарди евра се даваат токму на малите и средните предпријатија. Нели, можете да ги видите и другите, али велам до сега од моментот тоа е она што е отворено, а додека до сега поминале 537, од кои што исто најголем дел на грант можности. Значи ова зборам за најчесто се програми каде што може да се добијат по неколку милиони евра во различни области. И токму поради тоа би сакал знам дека времето е драгоцено и барем да го имам и часовникот некаде овде во близина на мене, за да можам да не ми побегне времето, бидејќи наистина имам доста подготвено. Се надевам дека вие ќе можете и во чет да оставите ваш имејл, бидејќи навистина не можам, не знам како поинаку, или пак можеби јас ќе ви го дадам мојот мејл да оставите ваш контакт, ако сакате можам и да ви ја споделам оваа презентација комплетно, за да можете понатаму и соодветно да ја користите. Или ако ништо друго, на страната на ProEffect ќе може исто така да ја даунлодирате. Ќе имате означено место некаде во горниот дел на proeffect.mk, каде што ќе можете истата да ја симнете. Што е она што е битно? Значи самата програма Хоризонт Европа е таа до 2020, до минатата година функционираше некаде со 80 на милиарди, 79,6 милиарди програмирани, а додека оваа новата Horizon, не се вика више, долани беше Horizon 2020, сега е Horizon Europe, значи во 7 годишниот период тежи некаде околу 95,5 милиарди евра. Сега немој да ве збунува фактот дека во различни ако гуглате, ќе најдете различни информации, не е ни битно, некој ги калкулира инфлацијата, некој калкулира, значи така да во основа знаете тешки пари се за македонски услови, али да видиме која е структурата на Хоризонт. Значи како што видовте претходно 25, значи 26 скоро милиарди се дава во делот што се нарекува, се преведува кај нас официјално од нашите институции во Министерство за образование и наука е домицилно министерство кое што е одговорно за оваа програма, како извонредна наука, или претпоставувам посоодветен е одлична наука. Excellent Science е првиот со овие со оваа распределба, каде што да речеме European Research Council дава најмногу пари токму за научно-истражувачки проекти. Имате 4-5 типови на грантови, значи од стартер грантс па преку грантови за научно-истражувачки проекти, и тука за тоа значи тоа се високи 16,6 милиарди евра за кои што различни научно-истражувачки, значи факултети, институти се борат најчесто во партнерство да ги добијат. Вториот пилар, вториот столб е значи најголемиот, но затоа содржи различни кластери, каде што веќе голем дел на мали, средни, но исто така и големи предпријатија може да аплицираат со своји иновативни проекти во рамките, да речеме, на овие 6 кластери. Значи, јас си понатаму ќе ги поминам, али гледате со 7,7 милиарди се финансира здравство, понатаму култура, креативност и инклузивни општества со 1 милиарда, што е една нов кластер воопшто во Хоризонт
Европа, понатаму граѓанска безбедност ова на општеството со 1,8 милиарди, дигитални индустрии и космос, значи 15 милиарди, клима, енергија и мобилност со 15 милиарди, храна, биоекономија, природни ресурси, земјоделие и животна средина со 10 милиарди. Што гледате, доста и онда овие други компоненти во делот на заеднички истражувачки центри, значи воспоставување на инфраструктура во делот на, значи се согласите дека 52 милиарди, ако речеме еден многу популарниот кај нас Erasmus Plus е некаде половина од тоа, 26 нешто милиарди евра за 7 години. Значи, гледате, токму овие глобални предизвици, особено зајакнати сега со пандемијата и се она што се случува, значи малтене половина од парите, малку и повеќе од половина од парите кои што се предвидени тука се даваат во овие области, и она кое што е, да речеме, новина во Horizon Европа, тоа е столбот 3, значи кој што особено воспоставувањето на Европскиот иновативен совет, значи токму тука тоа е центарот кој што всушност од кој што тргнуваат начините на понатамошно финансирање и поддршка на сите оние мали и средни предпријатија, првенствено во делот на пласирањето на иновацијски проекти. Порано беше тука SME инструментот, значи некаде до 2019 година, значи во рамките на Horizon 2020, од 2019 септември всушност беше последниот повик, веќе се представи така наречениот ERC, токму овој European Innovation Council акселератор, EIC, значи или ќе го наречеме AIDS, нека биде преведено на македонски акселератор. Она кое што исто така се финансираат AID, да речеме, јас вчера бев на настан во делот на AID Food, тоа е Европскиот институт за иновации и технологии, каде што презентирав, мислам, работев со студенти. AID има во неколку стратешки области, финансира проекти, значи за понатамошно прилагодување на овој тип на истражување, линк со бизнис секторот, така да речеме Земјоделскиот институт кај нас реализира, е дел на мрежата на научно-истражувачки институции кои што реализираат проекти токму од AID. Така да и тоа се финансира со 3 милиарди, значи целата таа програма 7 годишна. Значи ако имаме ова, гледате отприлика како се движи, иако морам да кажам дека ова се сумите, всушност овие различни фази од 84-та, кога била првата фреймворк програм, рамковната програма за иновации од FP1 па до сега Хоризонт Европа, значи гледате како растат буџетите и навистина тоа е драматично. Ова е во делот на така наречениот дашборд, значи платформа во која што може да ги видите сите грантови кои што се финансирани во рамките на Horizon 2020 конкретно. Гледате, имате до сега во рамките на, иако се 80, скоро 79,6 милиарди биле проектирани, од нив 66,9 милиарди биле искористени за грантови кои што биле пласирани. Че гледате, отприлика другите нормално се финансирале за друг тип на потреби, значи не секогаш за грантови, туку и за само администрирање или друг тип на поддршки. 35.000 грант договори кои што се подпишани и 173.712 организации кои што учествувале во овие 7 години во рамките на Horizon. Како е за Македонија? Значи во овој дашборд можете да ги видите дека
што да речеме мене ме фрапира затоа што знам и претходно сум имал и други информации, но претпоставувам ова е она кое што го влечеме од тој дашборд. Иако морам да признам дека имав и други информации, али еве, бидејќи представам дека некаде ние од 2017-18 почнавме да работиме поддршка, обуки поврзани со Horizon, али мене ме фрапира ова е таа бројка која што постои. Можеби уствари ова станува само за Скопскиот регион, како што гледам. Можно е, али по ова излегува дека 37 организации биле инволвирани значи добиле или биле лид или биле координатори. Број на грантови кои што се подпишани се 36, а додека 5,6 милиони евра кои што се финансирани. Велам, ова е тоа што го дава тој дашборд, иначе порано кога ги правевме, и тоа е платформа која постои некои 2 години, порано знам дека ги имаме собирано по повик што повторно нудеше, али барем ја имав представа дека негде околу 30 милиони имаме повлечено од Horizon. Ова е за мене фрапантно. Мислам, ова е баш од вчера нешто што го барав, сакам да го проверам, да бидам искрен, можно е јас да грешам, али во основа тоа е она кое што е информација. Повторно сумарна сума дека над милион организации аплицирале за Хоризонт 2020 грантовите, што е исто така огромна сума. Знаете, тоа значи дека ваму луѓе на страната на Horizon треба да ги прочитаат тие проекти. Значи тоа е, можете да замислите колкава армија на експерти, евалуатори, воопшто самото да се процесираат милион апликации не можам да си представам, али да речеме од нив 285.589 предлог проекти го поминале тој дел во делот на eligibility. И сега она кое што е, да речеме, рациото на број на добиени проекти е 11,95. Може да видите овде кој е соодносот, да речеме, приватни компании колку имаат добиено, значи негде третина од парите се одат кон приватни, ресерч организации и најголем дел на парите кои што ги имаат добиено се всушност овие високообразовни институции. Сега ако знаеме дека Horizon го финансира она постројката која што треба да го фати неутриното со неколку милиарди евра, значи и отприлика овде може и да се видат, да речеме, Макс Планк институтот има добиено 667, толку колку што ние, да речеме, во IPA 2 имавме пари како држава. Зборам, IPA 2 тежеше негде околу 664 милиони евра, па ни ја скратија на 600, па сега негде ќе завршиме со 700 со последната награда што добивме од 56 милиони. Али отблига сакам да ви кажам колкави се овие суми и што значи да еден научно-истражувачки со Макс Планк е познат и признат светски институт, да речеме само тие колку имаат добиен. Како е кај нас? 731 организација има аплицирано, значи зборам според овој дашборд, а додека 612 поминале, значи не овакво не паднале, нели, значи ги задоволиле eligibility чекорите, значи што е исто така симпатично. За жал бројот на финансирање е, мислам, малце поголем од просекот, али кај нас најмногу пари, 3, нешто милиони има добиено Свети Кирил и Методи, и потоа уште неколку град Скопје, да речеме, со 125.000. Значи, во основа, кај нас на страната на приватни компании, значи исто така
најголем дел има добиено високообразовни институции со 55%, а додека приватни компании ги има. Јас понатаму ќе влезам конкретно и во структурата на овие грантови, само и да сакам да внимавам на време, бидејќи времето кој што гледам лета, и сакам да ви оставам и на вас време и за прашање, али ако да речеме видиме во моментот имате 276 грантови кои што може да аплицирате за Хоризонт. Минатата недела беа некаде околу 400, али веќе имаше неколку кои што умеѓу време поминаа како грант повици. Значи гледате од почетокот до сега 845 грантови, од кои што 276 се отворени, 183 се најавени за 2020. Нема многу да одам во делот на Excellence Science, бидејќи станува збор за научно-истражувачки институции, али ќе можете да го прочитате овде во моментов овде си прикажани дел на оние кои што се отворени, али велам нема да го, бидејќи темата е за компании. И сега веќе овде во делот на глобални предизвици и европска индустријска конкурентност, вториот пилар, значи ова се тие 6 кластери каде што компании може веќе да аплицираат. И морам да кажам дека најголемиот дел на оние кои што се најавени и отворени, всушност подпаѓаат во делот на овие 6 кластери. И морам да кажам, во моментот имате 25 отворени конкурси за грант во областа на здравство и вие го имате овде линкот, да речеме ако кликнеме овде, тој ќе не пренесе токму во делот на овој портал на Европска унија за финансирање и тендери, каде што ги тие 25 ќе може да речеме да видите за вас што има. И онда тоа е она што е доброто, многу лесно можете да проверите каде може да се аплицира, за што може да се аплицира. Ќе ве предупредам друго, ако најдете или ако видите дека токму за вас, само да го прекинам и да се вратам, токму за вас ви стојат на располагање на вистина стотици проекти, но тие се доста специфични, доста едноставно со јасно дефинирани цели, што сака да се види како иновација, што треба да биде вашата контрибуција, што треба да биде она што се добива. Во делот на култура, креативност и инклузивно општество, тука имате голем простор и за здруженија, значи пошто видов дека некои од присутните меѓу другото доаѓаат токму од тој сектор, така да тука можете да се најдете многу, значи 30 отворени конкурси, значи со соодветни, значи до 7 јануари е крајниот рок. Граѓанска безбедност на општеството или тој тип на цивилна безбедност, цивилна заштита всушност, е 62 отворени конкурси за грант. Каде што роковите се на 20 ноември и 16 ноември. Дигитална индустрија и не е простор, тука е вселена, се извинувам, е нешто што буквално е преведено, али е 95 отворени конкурси, значи нешто што ќе оди вуглавом се во дел се ретко имате оваа година уште во текот на ноември неколку и во декември, повеќето се во 2022. Клима, енергија и мобилност, ова се теми кои што и како не засегаат како општество и во делот на енергијата, и во делот на климатските промени, и во делот на мобилноста. Тука може да се најдат, да речеме, она што беше интересно, токму во делот на мобилност има можност тие кои што се заинтересирани, да речеме, да видат дека градови може да аплицираат за она што брзиот Rapid Bus Transit System кој што го промовираше, да речеме, Шилегов, бившиот градоначалник на Скопје. Значи негде финансирањето е до 25 милиони евра, каде што ќе мора да аплицираат 5 градови. Значи од кои што еден мора да биде
еден мора да биде надзор од Европска унија. Значи, ние влегуваме во Европска унија, бидејќи сме associate countries, али една, да речеме, мора да биде од Африка, од Кариби, значи, отплика и тоа е можноста. Значи, отплика некаде, ако одиме по некаква, ако поделиме по 5, најчесто не е така, тој што е лид, најчесто зема малце поише пари, али сигурно по 3-4 милиони би можело да се добие. И повторно ќе кажам, станува збор за воспоставување на системи, конкретно е тој системот што е кој што исто така се рачуна за доста иновативен. Јас се уште ги барам и го чекам колегата кој што ми тврдеше во време на кампања дека може да се добијат пари за купување на 250 автобуси на кој што еден од кандидатите, градоначалничката Даниела, имаше најавено. Не успеав да го најдам, оно што можам да го најдам се токму само овие пари. Така да, знаете како, во делот на аплицирањето за овој тип на фондови, навистина треба да се бара. Не се воопшто едноставни од една страна и самиот процес како се аплицира, но исто така и самиот начин како да ги идентификувате. Бидејќи навистина станува збор за секој од овие, да речеме, клима, енергија, мобилност, храна, биоекономија, станува збор за работни програми кои што се за 2021 и 2022. Значи, по 2 годишни се сега. Најчесто имате 3 програми. Првите се 2 годишни и последната е 3 годишна. Така се поминува 7 годишниот период и во основа навистина треба да се исчитаат тие кои што се понекогаш и по 300-400 страни. Не е страшно, мислам, али во основа тоа е начинот на кој што вие би можеле да стекнете или барем да се запознаете. Во основа, значи, се радувам што се повеќе консултантски групи кај нас се приклучуваат. Баш денови имав состанок со колеги кои што, да речеме, се заинтересирани да инвестираат во сериозна обука за да може да помагаат понатаму, бидејќи тоа е она што го гледаат како можност. Се надевам дека токму и Министерството за образование и наука, која што е одговорна институција, ќе ги зајакне своите капацитети за да може да ја покрија оваа тема и секако вие можете да најдете и листа на координатори кои што, да речеме, во делот на иновации, координаторката во делот на поддршка на мали и средни предпријатија, координаторката е една од вработените на фондот за иновации кај нас. Другите се, да речеме, по тематско подрачје, професори на дел на факултетите или во рамките на министерство. Така да, ако ве интересираат, бидејќи тие се национални координатори токму за да направат поддршка, слободно контактирајте ги, бидејќи тоа е нивната улога, тоа е она што они би требало да ја прават и сигурно ќе сакаат да го направат тоа. Така да, гледате, имате доста добра, доста комплексна програма каде што како мали и средни предпријатија, но велам во овие кластери во столбот 2 може да аплицираат и големи компании. Кога станува збор за истражување на нови лекови, кај нас би било идеално Алкалоид, Реплек или тие кои што се поголеми играчи да аплицираат, значи има простор нормално, сите оние кои што имаат силни истражувачки активности, бидејќи најчесто тоа е она кое што итекако се финансира. Хоризонт беше онаа програма која со појавата на пандемијата интервентни пари даде токму во делот на истражувањата поврзани за ковид или пак воопшто зајакнување на индустријата во Европа во делот на, да речеме, од заштитни ракавици, маски или пак друг начин на
превенција која што воопшто не е само за ковид, туку за сите. Така да бизнис секторот и како може да си го најде својот интерес тука. Сега она кое што е веќе третиот столб и отплика тоа ќе биде фокусот на мојата презентација, најголем. Она кое што 12:30, мислам дека барем за 15 минути, 20 минути би завршил, за да можеме 50 минути да дискутираме и некаде во 5 минути до 14, се изминувам до 13 часот ќе мораме да се одјавиме. Тоа е она кое што е правилото. Али она кое што да речеме е интересно да се види во делот на Европскиот совет за иновации, значи како ново воспоставена. Тоа ќе му дојде Европскиот фонд за иновации. Значи тоа е интенцијата, бидејќи веќе во столб 1 полого време постоеше како кровна институција European Research Council, значи сега е European Innovation Council, значи кровната институција која што го ги поттикнува иновациите, особено во делот на компаниите. Така да малце подоцна ќе ги објаснам овие ТРЛ 1 до ТРЛ 9, али генерално овде се направија најголемите типови на напредок или пак новини кои што да речеме во однос на Horizon 2020 како програма која беше во период 2014-2020. Значи во основа понатаму има голем дел во рамките на овој столб кој што ги финансира Европскиот иновацијски екосистем. Слично како кај нас во делот на воспоставувањето на политики, во делот на воспоставувањето на програми, нешто што кај нас го води Фондот за иновации или пак како ништо друго го водат тој тип на економски ресори во државата, токму и овој дел на втората компонента има доста, токму во моментов отворени полици кои што е и веќе ви кажав овој третиот дел Европскиот EIT, значи во делот на Европскиот институт за иновации и технологии, значи е фокусиран во делот на зајакнување на одржливи иновативни екосистеми за Европа, поттикнување на развој на предприемачки иновативни вештини во перспектива за доживотно учење и поддршка на предприемачка трансформација на универзитетите во ЕУ. Она што да речеме вчера го работев со студенти на земјоделски факултет или пак како е новото име. Така да токму во насока да речеме дечките излегува со фантастични 4 идеи секој од својата област, али и те како EIT многу ми е драго што токму и неколку универзитети или неколку институти кај нас веќе се земени под капата или веќе учествуваат по различни основи во таа мрежа која што EIT ја шири. И онда во основа тоа што е некакво сврзно ткиво на дел на други. Еве во делот на иновативна Европа во моментов се отворени 9 полици. Ова е принт скрин од и отприлика ова се тие кои што во главном влегува во воспоставување на екосистем. Значи имате неколку кои што се да речеме expanding entrepreneurial ecosystem, значи до 10 мај имате enhancing synergies between AIDS and Startup Europe, значи нешто што може да се аплицира сега до 18 ноември, доста е брзо, тешко дека ќе можете да стигнете. И она што е многу интересно, значи можете кога би ги кликнале сите овие овде директно, значи ако ништо друго ќе може да прочитате за што станува збор, дали сте подобни за аплицирање, значи сите оние работи што стојат при аплицирање во секој повик, значи на некој начин упатство кое што можете. Значи Pathfinderот, значи како една од доста скоро 300 милиони евра, значи ги поддржува истражувањето и развој на нови идеи во рана фаза. Значи во основа се она кое што може, значи ако имате идеја која што сакате да ја истражувате, значи тоа е тој ТРЛ 1, Technology Readiness Level 1, значи се до 4,
Значи токму овој Pathfinder е значи водач низ патиштата е место каде што треба да се аплицира. Значи овде може да аплицираат првенствено фирми. Значи тоа е таа идеја или пак некаков микс на фирми заедно со научно-истражувачки. До 3-4 милиони евра може да се дојде и е нешто што значи малтене додека не направите proof of concept, значи малтене од основна идеја преку анализи и истражување додека не дојдете до proof of concept, речеме нешто што веќе вас ви е јасно во која насока ќе треба да одите во развојот на иновативниот продукт, систем, процес, услуга или пак бизнис модел кој што го се обидувате да го направите. Она што е важно да се каже дека имате, само да го тргнам ми пречи, имате можност во 2022 да се јавите до 2 март и на 26 октомври. Значи најчесто овој тип на три механизми кои што се AIDS, Pathfinder, Transition, акселератор. Акселераторот има 4 повика на кои што може да аплицирате. Првиот е сега рано во јануари, а додека Transition и Pathfinder имаат по 2 повици. Значи бидете свесни, ова е тоа што самиот начин, самото нешто кое што е за аплицирање е доволно, мислам, ако сакате, бидејќи ние веќе сме организирале неколку обуки, барем кога станува збор за подготовка на апликации и претходно работевме доста на SME инструмент и сега во делот на акселератор, Transition или пак Pathfinder, ќе ни биде драго, бидејќи тоа е начинот, ние исто така и консултантски го покриваме тој дел. Така да, али велам, ова е нешто што, и сега гледате, веќе AIDS Transition е кога веќе сте дошле до доказ на концептот, значи proof of concept, вие веќе можете 5-та и 6-та фаза, значи веќе тој тип на развој на продуктот да ги работите за да може да се дојдат малтене до пред прототип. И тоа е финансирање од 2,5 милиони евра и можете вие да побарате и поголеми суми на средства. Во секој случај тоа е нешто што вие ќе треба да го побарате. Че не е нешто што би се добило, али првото барање што го барате можете до 2,5 милиони евра максимум. Гледам време, значи отплика некаде 5 до 10 минути и ќе морам да го завршам и онда ќе морам да поврзам и она кое што е акселераторот е всушност се она кое што следува после. Значи малтене можете да почнете од 6-то ниво, можете да почнете всушност од 5-то ниво таму, само да видам, да, од 5-то, 6-то па до 8-то, 9-то. Да речеме за разлика од она што беше претходно, тоа беше SME инструментот, можевте да аплицирате од 6-то ниво. Значи гледате, вие можете веднаш по искористувањето или пак вие веќе имате некаква ваша иновација која што е дигната на ниво на прототип или пак веќе се обидувате некаков прототип иновативен да го комерцијализирате. Слично да речеме како што е програмата за комерцијализација на иновации на фондот на иновации. Значи веќе, али овде оди дури и по релаксирано. Значи ние имавме неколку ситуации кога подготвувавме проекти каде што доста издржани проекти финансирани меѓу другото и од фондот за иновации кои што сакаат да понатаму да одат, мора да подлажуваат малце дека се 6-та или 7-та фаза, реално беа 5-та. Така да, ако ништо друго, барем ова го релаксира AIDS акселераторот. Имате финансирање од пола милион евра до 2,5 милиони евра како грант и до 15 милиони евра може да имате преку equity, значи откуп на удел во делот на инвестиции. Че гледате 12 јанари е следниот рок, запишете го, особено оние кои што сакаат да аплицираат. За жал се уште не е отворен. Значи они некаде во текот на декември
ја чекаат новата програма да излезе, пошто до сега има програма само за 21, да ти излезе многу брзо 22 и onda веќе со самото излегување на таа програма и тој и овој датум или овие датуми ќе можат, значи најчесто ќе можете да аплицирате на 12 јануари, ако не успеете 12 јануари автоматски ви се пребацува апликацијата до 6 април, значи 4 термини, конкурси каде што може да аплицирате за ЕУЦ акцелераторот. И сега, она што го финансираат, навистина сакаат да видат, они ги дефинираат иновации со висок ризик, но исто така и високо влијание. Значи, немате донаторска програма, особено бидејќи се отворија многу во текот на изминатиот период, која што не сака да финансира, која финансира иновација, а при тоа да сето тоа да бидат неризични средства. Секоја финансирање на секоја иновација има опасност иновацијата или пак тоа што го финансира да пропадне, да не се реализира. Нели, врз основа на претпоставките, но генерално тоа е и начинот како се финансираат иновации и токму поради тоа овој тип на програми во рамките на Horizon се многу популарни. Затоа што ако за другите морате да во најголемиот дел на случаи морате да одите во партнерство со неколку држави, со партнерство со други универзитети, со други компании, и onda навистина тоа е еден од реалните проблеми, особено кога станува збор за иновативни продукти или услуги. AIDS акселераторот е програма во која што може да аплицирате сами. И токму поради тоа, да речеме, на повик во рамките на минатогодишните во 2000 во Horizon 2020 имаше и по 3000 стигнати апликации по повик. Од кои, да речеме, од тие 3000, да речеме, некаде се финансира 10, меѓу 5 и 15%. Така да конкуренцијата е жестока и морам да кажам дека тоа е она кое што е, но исто така тоа е едини начин или пак единствен начин каде што вие може да добиете пари. Она многу е слично кога ќе видите со она што се бара, да речеме, нели, и самата оние кои што од вас аплицирале или подготвувале апликации за иновации, за комерцијализација на иновации, се направија сега некои мали промени. Токму тие промени се земени од апликациите на Horizon. Мислам, барем јас ги препознавам. Така да, ако ништо друго, ако таму или пак ја гледам неколку десетици веќе фантастични организации со фантастични продукти кои што веќе им е време да аплицираат на некои од овие конкурси што ги има, токму AIDS акселераторот е еден од нив. Така да идејата е таму да можете дури и да одите над 2,5 милиони евра, значи повторно е 70-30 е финансирањето во делот на грантовите, а доколку се решите да одите над 2,5 милиони евра, значи го преговарате, тоест го договарате степенот, сумата, условите, али она што многу ми се допаѓа за разлика од она што беше претходно, скратен е да речеме концептот, претходно беше 10 страни, сега имате 5 страни, но внимавајте, не сме, ако порано можете да аплицирате неколку пати со ист концепт, само го преправате, сега тоа се ограничува само на 2 пати. Значи може да аплицирате сега да не поминете и уште е само еднаш да го аплицирате и тоа е тоа. Затоа што реално има многу проблеми со такви апликации, бидејќи на тој начин им се зголемува бројот на апликации и едноставно сега пред аплицирање ви нудат фантастична поддршка да видат дали тоа што го имате за аплицирање дали е воопшто дали може да помине. Така да имате и таа проверка која што е онлайн, која што можете сами да ја направите. Понатаму се AIDS акселераторот исто така дава голем дел на техничка помош, значи експертска помош која што имате со експерти кои што ги плаќа самата програма. Од тој аспект, доколку се одлучите за мислам дека ќе морам да финиширам. Ова ќе го имате, мислам како презентација. Велам, ако ви е така полесно
Можно е за да не комплицираме и да не правиме, јас ќе ви пратам мој мејл. Тоа е info@proeffect.mk. Ако сакате пишете ми или пак ова е мојот телефон 070 355 095. Слободно јавете се. Значи, ако сте заинтересирани, јас всушност ќе одам и до крај на самата презентација и ќе се вратам после за... Мислам, имате тука и за новите, се извинувам, во брзање нешто направив, сакам само за оние кои што можеби, бидејќи знам дека ова иде и на Facebook, оние што можеби сакаат да контактираат, значи ова се моите контакти, така да едниот е на info@proeffect.mk и мојот приватен мејл е zo.stojkovski@gmail.com или воопшто јас те гледам после ова и да ставам самата оваа презентација ќе може да ја сибнете од веб страната на Proeffect. Така да ќе ми даете негде саат време после ова и ќе може да се јавите. Она кое што сакав да го презентирам, бидејќи овде исто така и опишани планот на економската комисија, што е специјален план за развој на Западниот Балкан, значи каде што таму е, да речеме, кога станува збор за финансирањето, овој Western Balkan Enterprise Development Innovation Facility, значи каде што повторно имате иновацијска компонента. Не знам колку од вас са оние кои што аплицираат за Еразмус, значи не можеби во делот на купување опрема, али Еразмус има сериозна компонента на финансирање на иновацијски проекти. Така да дел на мали и средни предпријатија исто така можат, па дури научно-исследовачки институции заедно со бизнис сектор може да се јави и во Еразмус издржани проекти кои што се некаде милион и пол, па понекогаш и 4 милиони евра, така да не го заборавајте и тоа како една од можностите. Глобалниот иновацијски фонд, кој што е конгломерат фонд направен од повеќе донатори, во основа таму можат да аплицираат непрофитни субјекти. Значи можат големи пари да се повлечат за иновацијски проекти, но во основа станува збор за нефинансирање на профитни. Вишеградскиот фонд има свој дел на финансирање на иновации. Го спомнав овој Western Balkan Enterprise Development Innovation Facility, што е всушност финансиран од Европска унија, но исто така и од ЕИП и од ЕБРД, така да може да се направи. И воопшто мислам дека еден од основните начини како почнаа да се финансираат иновации е всушност големиот број на предизвици, challenges, или пак воопшто надпревари кои што се организираат на глобално или пак на регионално ниво, на кое што вие во областа каде што имате иновативен продукт или идеја можете да настапувате. Така да, значи тоа се понекогаш награди кои што се движат во рангот од десетици илјади па до стотици илјади евра, но исто така понекогаш кога станува збор за стартап фандингот, можност за дополнителни обуки, размени, учество во програми, значи краудфандинг финансирањето не треба да се заборави и колку да можеби оттежнато за субјекти од Македонија. Значи отплика целиот тој тип на поддржувачка инфраструктура или тој екосистем кој што дава можност за иновацијски проекти е на располагање и на македонски правни субјекти од Македонија. Мислам дека тоа беше мојата презентација, да оставиме можеби малку време и за дискусии, повелете доколку имаме некаде 9-10 минути. Во ред. Мешкова ќе ви пратам информација. Мислам ќе ја пратам ова. Така да ако сакате можете и тука, јас веднаш ќе ги преземам бидејќи ова го заедно го работиме со колегите од глобалната недела, така да барем да обезбедам некаде да ве ќе ве снимам. Дали имате прашања, повелете? Се надевам дека ова што го слушнавте ви беше корисно. Мислам, барем ако во таа насока можам да ви дадам последниве 2-3 минутки, колегите од
се тука и Симона и другите и Благица, така да доколку имате прашање, имате уште неколку минутки пред да заврши оваа сесија, бидејќи од 1 часот почнува друга. Добро. Добро, тогаш ако ништо друго, барем да ве сликам за крај, иако тоа ќе ни биде нешто кој знам дека ова оди и на Facebook, така да оние кои што не, за жал оние кои што не пратат на Facebook нема да можат да влезат во оваа слика, али не е лошо и оние кои што се ги слушаме, ги гледаме овде како прозорчиња. Само ја како презентер и екипата од глобална недела на предприемништво во Македонија се тука. Дали можеби некој ќе се уклучи за да го има во сликата со слика, не само со име. Да, браво Дијана, баш ми е драго, ти го скрши мразот овде, морам да кажам. И Фросе, баш ми е драго. Добро, некој друг, онда почнуваме да одбројуваме пред да сликам, ве молам смајли за принт скрин слика. Ето е тоа. На здравје. Фала ви многу. Имате убав ден и слободно ви ги оставите контактите, ако имате нешто, слободно барете ме, ќе бидеме во контакт. Благодариме и на вас многу, господин Зоран, за презентацијата. Да. Фала многу. Поздрав. Поздрав. Чао, чао. Едно.